3 декември, ден на лицата со инвалидност, ден на лицата со попречености, светски ден е и во општина Кавадарци и во Тиквешијата денеска и вчера се одбележа истиот. Ние сме постојано со луѓето, со нашите сограѓани, со лицата кои секојдневно се соочуваат со некој хендикеп, меѓутоа во нивниот живот, нивниот оптимизам игра многу важна улога и токму затоа оддамна се наши пријатели и сакаме и ги следиме нивните активности, сето она што нив ги преокупира во редовниот живот. И вечерва на 2 спрема 3 сме во нивната просторија каде ги има традиционалниот турнир во шах и еве сакаме со нив малку да поразговараме и да споделиме што е тоа што нив ги боли, што ним им треба, од што се задоволни, за да ги чуете и вие нивните проблеми. Михајло Михајлов, еден од лидерите во борбата, ако можам така да кажам, за здобивање на сите права, на сите поволности на лицата со попречености. Михајло, ви го честитам денот. Кажете ми во какво расположение ве среќавам. Добро вечер, јас ви благодарам. Од моје име, од името на Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност Кавадарци, на сите наши колеги, сакам да му го честитам 3 декември, званичен ден на лицата со хендикеп. Пред се сакам и вас да ви се благодарам од моје име, од името на Сдруженијето на телесни инвалиди, затоа што у било кој момент и у било кој аспект за нашите потреби буквално секогаш сте паралелно со нас. Имено сакам да кажам дека сепак преку вас и преку начинот на нашите потреби и работи, ни мораме да ги експонираме нашите потреби. У секој момент преку вас медиумите вршиме притисок да побудиме јавната смес, да ги рушиме предрасудите и стереотипите. Што сакам друго да кажам, независно од тоа, секој од било кој аспект, дали од аспект на етика и морал, од аспект на религијата или од аспект на правото на начин на живење, го имаме паралелно како и секој нормален човек. Па затоа сакам и било кога преку вас имаме јавни дебати, медиумски излагања, мораме да влијаеме за да ни се олесне начинот на нашето функционирање, од аспект на архитектонски бариери, приод, прием, начинот на комуникација, влијаеме на нашето членство, за да се испадне од ситуација да луѓето има ситуација кај што психичкиот приод му е проблем, вршиме морално, ментална рехабилитација у делот преку вас како медиуми. Исто така, било кога има одбележување од било кој аспект, доделување на нешта, сте присутни така да паралелно заедно мислам дека работиме у интерес нас. 2016 година би рекол дека решивте дел од прашањата. Подсетете не што се тие прашања и што останува за идната година. 2016 година бе вклучен во проектот на Вардарски плански регион заедно со UNDP. Се направи напор и треба да заблагодарам на Вардарски плански регион, UNDP и локалната самоуправа при општина Кавадарци се отвори елеваторот, тоест лифтот во општината, зградата на локална самоуправа. Приоритетот е тука што од било кој аспект нас ни се олесни функцијата на приод до било која институција. Да. Паралелно со тоа, во тој ист проект се уште не им се доделени, али имаме ветување дека ќе ни бидат доделени простории, што е многу битна работа заради наше дружење, разгледување на наши лични потреби и да ги извадиме наши членови од клаустрофобиите, разбирате, од затворениот систем на нивните домови. Да ги споменеме и инвалидските колички? Да, се доделија паралелно 3 години локалната самоуправа и граначалникот при општина Кавадарци господин Александар Панов доделуват инвалидски, се извинувам, тоа не се колички, тоа се скутери. И со тоа на еден начин, и текако ни го олеснуваат начинот на приодот, затоа што ние сме ограничени у димензијата, у начинот на движењата. Што е тоа што Михајло би сакале да ви се исполни наредната година? Пред се наредната година, согласно Конвенцијата на Обединетите нации, и како што спомнав, изравнувањето на правата на луѓе со хендикеп, сакаме, имаме и преговор со локалната самоуправа. Делот е веќе завршен околу архитектонски бариери, приодот на тротоарите, нивото на тротоарите. Независно, 20, димензијата, зборам, у врска со 25 сантима е за нас проблем. Значи тротоар.
И бевме на разговор кај градоначалникот и тој си зема за обврска и рече дека во тековната година било каде кај што имаме стварно потреба на приод, дека ќе ги симне нивоата на тротоарите. Исто така сакаме да ни ги доделат, како што спомнав пред малку, нели, просториите и на еден начин буквално сето оно што треба да ни се пружа согласно, нели, законите, институциите од социјален аспект и од здравствен аспект. Независно од тоа ни мораме да функционираме и живееме. За спортските случувања воопшто, кога се работи за телесните инвалиди, одговорен Никол Чеделов и не само за спортските, тој брка и многу други работи во рамките на овие активности, меѓутоа некако специјалностите овие години му е спортот. Денес имаме спортска активност, шах, играње и секоја година тоа ги имаме. Како течат надпреварите? Најпрво добро вечер и благодарност што сте вечерва со нас. Значи, морам прво да те исправам. Значи, освен телесните, Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди ги опфаќа сите инвалидски здруженија во градот. Значи, традиционално и оваа година, по повод 3 декември, нели, меѓународниот ден на лицата со инвалидност, на втори, значи, го правиме овој традиционален турнир во шах, на кој што, значи, има лица од телесни инвалиди, лица од здружењето на слепи, лица од здружењето на глуви и наглуви и од цивилните инвалиди. Некој ќе праша зошто баш шахот, затоа што шахот е една од дисциплините кои што сите инвалидски организации ја имаат во своите рамки, иначе секој од нив, нели, си имаат некои посебни спортови, како на пример да речеме телесните атлетика и стрелашво и пинг-понг, глувите исто во овие дисциплини учествуваат, слепите го имаат голбалот како нивна специјалност, али шахот е нешто што не спојува сите и наш интерен договор на извршниот одбор на Сојуз за спорт и рекреација е дека оваа дата можеме најдобро да ја одбележиме на овој начин, значи со шаховскиот турнир. Сојузот за спорт и рекреација во текот на оваа година организираше неколку спортски манифестации. Кажете ни кој од нив вака го имаше нивото на потребната организација и беше во функција на вашето спортување? Значи, Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди кавадарци, сегаш почнувајќи од општинските, па регионалните и државните правенства, значи ги опфаќа спортовите стрелашво, атлетика, пинг-понг и шах како главни дисциплини, а спортскиот риболов и помошот, да речам, во другите активности и на другите инвалидски организации се исто како такви. Најголем успех, значи, сегаш имаме во атлетиката, кај што нашиот атлетчар Митко Орданов секоја година, значи, буквално е меѓу првите тројца во Македонија и тоа па му носи сегаш и пласман на изборот на спортист на град Кавадарци. Исто тука, значи, имаме доста добри спортисти и во пинг-понгот, како во машка и во женска конкуренција, така и во стрелашото, а оваа година за пофалба, значи, колегите од Сдружењето на слепи лица исто во голбалот се меѓу првите, мислам, 3 здруженија во Македонија, така да Сојуз за спорт и рекреација има една изворедна година, како и уназад, да речам, последните 6-7 години, од кога веќе оваа гарнитура составена од представници на сите инвалидски организации, значи, тоа е една многу голема позитива, значи, првенствено, еве и овој турнир, значи, може да кажам дека сме пионери во Македонија, значи, се прават на исти организации. Овака во различен склоп, значи, ние тоа го почнавме и имаме честитки од раководството од Скопје дека ете на ниво на Македонија сме едни од пионерите што го правиме овака. Меѓутоа се не е така розово. Има ли проблеми? Па има проблеми секогаш, нели, али па проблеми има затоа што ние треба да ги решаваме, нели. Гордо сме, можам да кажам дека полека најголемите проблеми поврзани со канцелариите и просторот кај што треба да се, нели, спортува, полека ги надминуваме. Значи веќе можеме да кажам со една доза на голема сигурност дека Сојуз за спорт и рекреација во најскоро време, ајде да не речем веќе дека е завршена работа, ќе добие свое катче во спортската сала Јасмин, затоа што спортската сала Јасмин е како упориштиње нас најдобро, таму веќе имаме стационирано и пинг-понг маса. Благодарност, нели, до сите кои што за тоа ќе, нели, помогнат. Во скора прилика, значи, ќе направиме една свечност на таа тема. Пинг-понгот го правиме во Јасмин, на спортскиот центар ја правиме атлетиката,
во гимназијата нели не е стрелашото и да речам сите спортови на некој начин ни се опфатени со ова што кажа претходно и мојот колега и другите инвалидски организации во скоро време значи треба да добијат своји канцеларии и тука значи се добива едно катче кај што можеме значи и да се дружиме и да спортуваме. Благодарам. И вас. Султана Јошева, председател на слепите лица од град Кавадарци, општина Кавадарци, ви го честитам утрешниот празник. Како го дочекувате? Ви благодарам што денеска и вие сте тука помеѓу нас и ви благодарам што секогаш во секој момент се тука вие до нас. Па ете благодарност до председателот на спортот на инвалиди што е Никол Чеделов, кој секоја година ова ни го приредува да се дружиме ние инвалидите и им го честитам празникот на сите колеги. Неодамна добивте звучни сигнали на семафорите. Некои бариери почнуваат да се решаваат. Што има за решавање за слепите лица во град Кавадарци? Вака, јас да кажам оваа година изреализиравме два проекта со соработка со локалната самоуправа и со градоначалникот Александар Панов. Исто благодарност до нив. Едниот проект е општа корисна работа за слепи и слабовидни лица и за стари изнемоштени лица. Исто така, тој проект го работевме со локалниот електронски раздвој на локалната самоуправа Кавадарци и тука многу сум благодарна со соработката од тимот на тој тим, да речам. И тој проект се реализира више, значи тече понатака. Колку лица се ангажира? Наши души се 8 души, иначе вработени во проектот се 6 души волонтери. Исто така се заврши проектот за семафорите звучни, кои нас стварно ни се потребни за секојдневните потреби за да ги завршиме, дали до работа да отидеме, дали до банка, не е За обично шетање? Да, значи на најобавото место на центарот во градот се ставени. Исто градоначалникот ни извести дека ќе има и на старата автобуска, ќе ги оспособат и тие. И уште едно место ќе ги оспособат негде на новиот центар. Веројатно тоа 2017 ќе биде. Да. Што уште во очекува наредната година? Па исто така не извести градоначалникот дека за канцелариите исто како што кажа колегите. Да. Тоа не е исто нас проблем, тука моментално плаќаме кирија и малце е нели несоодветно место за нас слепите. Ви посакувам многу убави моменти на дружење вака, што почесто да ви има и да немате проблеми и ниту пак барање од власта воопшто, да си го живеете животот нормално. Ви благодарам најмногу и вас.